Во Охридскиот регион единствено инвазивно растение е алгата Елодеа канаденсис, или така наречена водна чума. Спаѓа во повеќегодишни водни растенија со исправено стебло, со дебелина од околу 1 мм со повеќе листови. Алгата расте во Охридското езеро и се смета за растение кое многу брзо се шири, што значи дека има многу висок праг на толеранција, без оглед на платформата на која се развива или условите, како например загаденоста на водата. Инвазивно растение во моментов во Охридското езеро е само Елодеата канадензис, која е случајно внесена преку каналот Студенчиста 1957 година. Во почетокот на 80-тите години алгата била раширена само на неколку локалитети во Охридското езеро. Нашите истражувања кажуваат дека во моментов е доста распространета и зафаќа повеќе локалитети од Охридското езеро, додава Марина Талевска од Хидробиолошкиот завод од Охрид. Опасноста од ваквото брзо ширење на елодеата во Охридското езеро е потиснување на нативната махрофитска вегетација од Охридското езеро и на тој начин би доминирала, би се развила многу махрофитската елодеата, а другите растенија би биле истиснати од подрачјето каде што таа е раширена. Талевска додава дека досега оваа алга не представувала голем проблем во Охридското езеро. Сепак и доколку дојде до ширење на оваа алга, може да се применат два начини за да се спречи оваа појава. Првиот начин е хемиски, со користење на разни средства, како например хербициди и слично. Сепак најделотворен е вториот начин, односно механичкиот начин, со откорнување.